мора да ги информирам граѓаните и јавноста дека проблемот со личните документи е креиран во периодот кога Оливер Спасовски беше технички министер. Ова со што се соочуваме денес е само последица на лошото планирање и менаџирање во Министерството за внатрешни работи. Имено, веднаш што дојдов на функција министер за внатрешни работи на почеток на јануари, службите ми информираа дека се соочуваме со недостаток од лични документи, и тоа лични карти, возачки дозволи и патни исправи. Со надчовечки напори, јас лично и мојот тим, и во постојана и континуирана комуникација со економскиот оператор кој што ги снабдува образците за лични документи Веридос од Германија, успеавме да го надминеме хаосот кој што го создаде министерот за внатрешни работи, а сегашен технички премиер Оливер Спасовски, најверојатно со цел да предизвика хаос и неспокој кај граѓаните и со намера да предизвика евентуално одложување на парламентарните избори, да обезбедиме лични карти и возачки дозволи, и со задоволство сакам да ги информирам граѓаните дека овој проблем со личните карти и возачките дозволи е веќе надминат и веќе има редовно издавање на лични карти и возачки дозволи, поготово што и го зголемивме работењето на управните служби на територија на град Скопје до 21:30 и во сабота исто така од 7:30 до 21:30. Останува уште надминување на проблемот со издавање на патни исправи. Значи, тој е проблем исто така кој што влече корени од периодот ноември-декември 2019 година, па и претходно, зашто вчера имав детално елаборирање на вчерашната прес конференција. Значи, во моментот се соочуваме со ограничен број на патни исправи. Мора да ви кажам дека периодот од нарачка до изработка на патните исправи е 6 месеци. Значи, патните исправи не се нарачани во доволен број и навремено, и заради тоа што сега се соочуваме со недостаток и ограничен број на патни исправи. Како Министерство за внатрешни работи ќе излеземе во пресрет на граѓаните, нормално во ограничени услови со оглед на ограничениот број на патни исправи. Новата пратка на патни исправи согласно договорот треба да стигне на 24 март оваа година. Значи, тоа е за нешто повеќе од еден месец од сега. Правиме напори, интензивни, надчовечки напори со економскиот набавувач Веридос да го скрати овој период. Веќе имаме одредени најави, меѓутоа за сега останува како датум во кој што треба да не стартат со нови пасоши, тоа е 24 март, иако имаме ветување дека тоа би се поместило за една недела до 10 дена порано. Меѓутоа, конкретно колку пасоши ќе пристигнат во март, со оглед дека веќе 10.000 граѓани чекаат, а допълно оние што се објавуваат за кажуваат, ќе започнуваат? Значи, овака, во моментот имаме, денес ќе излеземе со соопштение со детални бројки за оваа проблематика и со точно лоцирање зошто е настанал проблемот, кога настанал проблемот. Јас планирам и да испратам информација до влада за оваа работа. Инаку, околу 14.900 граѓани имаат поднесено барање за пасоши. Има ограничен број на пасоши и тип Б и тип А и ние правиме надчовечки напори да излеземе во пресрет на оние граѓани кои што имаат ургентни потреби.